и кои што беа наложени од Министерството за здравство, гледаме на терен дека комплетно се испочитувале. Дезинфекцијата беше една од мерките предложени од вас. Кои се останатите? Точно, дезинфекцијата беше една од мерките кои што требаше да спроведат училиштата, меѓутоа да напоменеме дека оваа дезинфекција не е еднократна, треба да се спроведува почесто во овој период на грипот. Зошто велам почесто? Затоа што грипот не само што се пренесува по респираторен пакт, преку кивање, кашлање, се пренесува индиректно преку предмети, ајде да ги кажам загадени предмети. Значи, ако се кива кашла на клупа, на квака од врата, на било кој предмет, преку тие предмети со загадени раце, ако се допре нос уста, може на тој начин да се пренесе грипот. Затоа велиме во училиштата почесто проветрување и почеста дезинфекција на инвентарот и просториите во овој период. Значи, тоа беше една од мерките која што ја наложивме, а друга мерка е исто така да ја следат состојбата со здравствената состојба на децата, да ја следат одсатноста на децата. Доколку има деца кои што покажуваат симптоми на грип, да не одат во училиште и секојдневно да известуваат во Центарот за јавно здравје доколку забележат дека има поголемо отсуство на децата во училиштата. Ние овој период не очекуваме некои драстични промени. Како што знаете, имавме 9500 заболени пред 3 недели, па 8200 заболени. За време на зимскиот распуст оваа бројка падна на 5400 заболени. Не очекуваме дупло помалку. Така, не очекуваме некое енормно зголемување, а од интерес е тоа што ова намалување точно беше кај оваа возрастна група, кај школските деца, бидејќи не беа во училиште, нема збиеност, нема ширење на грипот. Можно е еден минимален пик сега кога се во училиште да почне да се шири меѓу нив ако има некој дете заболено, меѓутоа оној голем пик што беше со 9000, тоа веќе помина и сега очекуваме благо намалување на заболените од грип. Можевте да слушнеме и од директорката на Јосип Брз гимназијата задоволна од испочитувањето на сите мерки кои што биле надложени од вас, но колку вие сте задоволни од тоа образовните установи на секаде по републиката, колку ги испочитуваа мерките кои што ги наложивте изминатава недела? Така е, ние наложивме и дезинфекција во здравствените установи, особено во болничките установи стационарни, каде што лежат пациенти. Наложивме и забрана на посети, рестрикција на посетите. Овие мерки се почитуваат, бидејќи Државниот санитарен и здравствен инспекторат за недела дена помина по здравствените установи, исто така и по училиштата да провери дали овие мерки се почитуваат. Добро е што сите мерки сега се почитуваат, а исто така и јавниот превоз во Скопје, во Прилеп, во Битола, онаму каде што имаме јавен превоз и таму се почитуваат мерките, се врши дезинфекција на автобусите. Значи, со овие мерки се обидуваме колку толку да го намалиме ширењето на грипот и спречиме појава на нови случаи. Почна второто полугодие, го почнавме подготвени, но кој е вашиот совет сега до управителите на образовните установи од една страна во наредниот период кој што доаѓа, а од друга страна на учениците? Што треба да преземат тие како превентивна мера? За училиштата, она што го спомнавме, добро што дезинфицирале сите училишта и спремни ги дочекаа децата, меѓутоа да продолжат со малку појачена, зачестена дезинфекција овој период додека е сезоната на грипот. Исто така со проветрување често на просториите и пратење на децата кои што се со симптоми да не идат во училиште, едноставно да им кажуваат да не идат на училиште. А за учениците многу е битно исто така да ја почитуваат личната хигиена, миење на раце. Миење на раце токму поради оној втор начин на пренос на грипот, преку прљави раце, преку загадени предмети, не преку директен контакт. Исто така одбегнување на блиски контакти со заболени, а доколку почувствуваат симптоми, да останат во домашни услови, дома да се лекуваат. Да не одат во училиште и за себе е поубаво 7 дена грипот бара дома одлежување, за да може да помине со витамини, со течности, течни напитоци и така натаму, меѓутоа и за себе е подобро и подобро за околината да не се пренесе на другите деца. Така. Значи тоа е многу битно, доколку некој дете заболи, да одлежи дома да се прележи грипот. Доктор Коставска, изминатиот период имавме грип кој што навистина не сме имале последниве години со таква тешка клиничка слика. Епидемиолозите го класифицираа како некој посебен тип на грип, на кој што дури и во некои случаи не делуваше вакцината против грип кој што оделни граѓани ја примиле. Како вие го класифицирате? Од официјалните податоци што ги имаме од Центарот за заразни болести за Европа,
е дека вирусот на грип кој што циркулира во европскиот регион, па и кај нас 99% е од групата А или H3N2. Меѓутоа забележано е дека овој вирус антигенски е исти како оној што бил лани и преклани, значи вакцината му делува, меѓутоа генетски пак има некои модификации во кодовите. А тоа е својствено за вирусите на грип. Може многу често да се модифицираат генетски и да дадат поиднаква слика, клиничка слика кај заболените. Токму и сега минимална генетска модификација има во кодовите и можеби затоа кај граѓаните гледаме малку потешка клиничка слика и тоа клиничка слика која што многу се манифестира и со енцефалит, значи неуротропен вирус, со енцефалит, менингит кај помалите деца, а кај постарите над 65 годишна возраст со потешка клиничка слика. Од податоците што ги имаме од европскиот регион, овој тип на вирус H3N2 годинава што циркулира, најповеќе хоспитализации предизвикал кај постарите лица над 65 години и највеќе компликации токму кај нив. Но што сега да се преземе во периодот кој што следува, кој е следниот удар? Следниот удар би било кога, да речеме, ќе имаме повисоки температури, март-април? Грипот, сезоноста на грипот е некаде од октомври па велиме до април. Дури поединечни случаи, по 5-6 случаи на месечно ниво сме имали во мај. Тогаш завршува грипот. Што значи не можеме да кажеме дека помина грипот, грипот ќе го има и февруари, и март, некаде од април ќе почне да се намалува подрастично. Така да температурите, се зависно од температурите како ќе бидат овој период, дали ќе бидат многу ниски, бидејќи на вирусот на грип најповеќе му погодуваат температури некаде од -8 до +8. Многу ниски температури го инкапсулираат, го инактивираат, многу високи температури исто така не му одговараат. Меѓутоа, оние нормални температури од -8 до +8 во зимскиот период му погодуваат. Што значи не можеме да кажеме дека грипот заврши. Меѓутоа, оној пик најинтензивен веќе не, така и Македонија и останатите земји кои што има висок интензитет, сега се водат како земји со висок, не со многу висок, со висок интензитет, понатака ќе биде среден интензитет. Так. Значи, ако сме имале 5000 случаи, може ќе имаме по 4000 случаи, по 3000 случаи, меѓутоа ќе го има грипот и во иднина, и затоа мора и понатака да продолжат мерките, а мерките за населението се оние што се здрави лица, млади лица. Грипот може да го преболат и во домашни услови, обично трае околу 7 дена, со симптоматска терапија, со чаеви, со лекови за висока температура и така натаму. Меѓутоа, посебно внимание за хронично болните лица, особено оние со кардиоваскуларни заболувања, оние со чести бронхити, астма што имаат, исто така со дијабет лица. Многу неповолно делува на многу полните лица, подебелите лица, кај нив одат тешки компликации. Исто така кај малите деца, оние до 3 годишна возраст, внимание кај нив, значи мора да се оди на лекар, не дома сами да се лекуваат, или пак ако се забележи дека за 3 дена температурата не се симнува, нема подобрување, значи можна е некоја компликација, тогаш да се јават на лекар. И оние што се млади здрави, ако за 3 дена не почувствуваат дека има подобрување, веднаш да се јават на лекар. Токму така за нив, за најмладите, за оние кои што се во предучилишна возраст, за нив сакав да зборуваме. Училиштата беа за една недела одложени, подоцна почна второто полугодие, но градинките работеа постојано. Беа отворени цело време. Како да ги заштитиме најмладите? Детската болница Козле беше постојано преполна со заболени од грип и доктор Оливер Зафировски баш беше нашиот гостин минатата недела. Тој вели грипот оваа година даде најтешка клиничка слика и за најмладите. Како нив да ги заштитиме па и во наредниот период? Добро е што овој период веќе имаме податоци дека капацитетите не се така полни во Институтот за белородови заболувања Козле и на детската клиника, не е онака со оној интензитет како што беше, значи се подсмирува. За малите дечиња, бидејќи одат во градинка, родителите мора да одат на работните места. Многу е битно да се внимава и предпоставените во градинките да внимаваат доколку има дете што покажува симптоми да се лекува во домашни услови, бидејќи едно мало дете може да ги зарази останатите деца. Многу е битно да остане дома детето и за него е подобро дома да се лекува и родителот ако треба ќе земе одмор или боледување да биде покрај. Знам што е проблемот, да. Тоа е нешто со што се соочуваме навистина голем проблем, да. Одмор или боледување да може да си го излекува детето да не дојде до компликации, бидејќи ако така дете со симптоми го носи
си во градинка и кај детето може настанат компликации, бидејќи не мирува, треба да се мирува за време на грипот. Колку повеќе се мирува, толку помалку се реплицира грипот во организмот. А доколку има физичка активност, се движиме, грипот се реплицира и веднаш се јавуваат компликации. А во градинките исто предпоставените како во училиштата, често проветрување на просториите и дезинфекција на просторот. За родителите витамини повеќе на децата, течности, витамини и да ги следат, да ги внимаваат. И овој период беше период и се уште период не само на грип и на други вируси. Па многу често и друга настинка, обична настинка се поистоветува дека е грип. Сепак постојат некои разлики. Грипот почнува многу наеднаш, со висока температура, со болки по цело тело, со болки во грлото, главоболки, за разлика од другите настинки кои почнуваат постепено, со кивање, кашлање, болки нема по коски мускули кај другите настинки, така да многу често и оние пациенти кои што беа од обични настинки, од други вирози, кои што не се грип, мислеа дека се заболени од грип. Без разлика и за една и за друга вироза, треба да се биде во домашни услови. Тоа се разликите по кои што ќе препознаеме дали имаме настинка од грип и во наредниот период, особено да се внимава и да се почитуваат мерките. Така, затоа што грипот ќе го има и следните месеци, некаде до март, а од април почнува интензивно да се намалува. Ви благодарам за гостувањето, се надевам дека повторно нагласување на мерките особено ќе стигне до ушите на граѓаните. Овој период се зависи од нас, мора да се заштитиме. И во почетокот од второто полугодие, поточно и од утре веќе се најавуваат и нови врнежи од снег. Од управата за хидрометеоролошки